Благодарам, подпредседателе. Во првиот дел од одговорот од прашањето до председателот на владата ми известува за мерките кои што се превземени согласно енергетската состојба во државата во насока дека набавката на јаглен е баш да се подобри енергетската ситуација. И еве за јавноста, за РЕК Битола набавени се 223.637 тони јаглен од Грција и Албанија, за РЕК Осломе набавени се 414.136 тони јаглен од Македонија, Грција, Албанија и од Косово. И моето прашање повеќе се однесуваше за цел периодот кога почнале набавките на јаглен, меѓутоа во одговорот на прашањето ми е даден периодот само за 2022 година и замислете до крајот, до овој момент сега, од почетокот на 2022 година, за набавка на јаглен за РЕК Битола и РЕК Осломе се исплатени неверојатни 2 милиарди 29 милиони и 500 илјади денари, или 33 милиони евра. Сега тоа, ако го пресметаме во количина на јаглен и работни денови на РЕК Битола, ако работи еве двата блока, бидејќи третиот се уште не работи, се уште трансформаторот не е дојден, ако работат двата блока со полн капацитет, то се 27 дена работни. Ако работат онака како што работат всушност од 150 до 180 мегавати, само 18 дена ќе бидат во работа. Сега сакам за да стекне јавноста впечаток дека всушност оваа влада не се бори да ја надмине енергетската криза, туку се бори како да земат тендери. Еве една објава од Призма, во која што две компании, објавата е на 15.8.2022 година, две компании непосредно по формирањето добиле државен бизнис од 9,5 милиони евра. Едната е регистрирана дента кога ЕСМ го распишала јавниот повик, односно на 31 март 2022, а другата на 5 мај кога повикот бил во тек. Значи имаме две компании тотално анонимуси. Нити им се знае седиште, нити им се знае телефон, нити фейсбук профил. Двете компании регистрирани непосредно и во текот на јавната набавка ги добиваат. По тоа се гледат вашите намери. Не сум задоволна и немам дополнително прашање. Го молам пратеникот Фадил Зендели да се произнесе по одговорот добиен од министерот за образование